Доредовте во за или против, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест денеска мој гостин да биде портпаролот на ВМРО ДПМН Валентин Манасиевски. Добре дојде. Добро те најдов Љупчо, благодарам за поканата и навистина ми е чест да бидам вечерва со вас и со вашите гледачи. Исто такова ти е сефте во Алфа, така. Точно, да. Така да се множат. Валентин, да започнеме со една убава вест за Македонија. Повторно сме меѓу 5 најбрзо растечки економии во светот, не туку во Европската унија, односно во Европа, но ова не го кажува Македонија или ДЗС, ова го констатираше Евростат. Имаме бруто домашен производ раст од 3,1% и тоа е споредено нели со првото тромесечие сегашно, споредено со минатата година што и тогаш беше нели имаше каков и да е раст, сега имаме 3,1, така што повторно една убава вест за Македонија. Така е, Љупчо, убава вест за Македонија, убава вести за македонската економија. Ние би сакал само да те надополнам, веќе 7 квартали поред сме влада која што прогресира успешен економски раст над 3%. Така да и ова денеска што претседателот на владата и ВМРО ДПМН господин Христијан Мицковски и министерката за финансии госпоѓа Гордана Димитриевска Кочовска го изнесоа на пресконференција, навистина еден убава вест за македонските граѓани. И ова е многу важно, би сакал да потенцирам кога во моменти на светска криза, енергетска криза, која што е поголема и од оние две во 70-тите и она во 2022 година, каде што имаме едни од најниските цени на горивата. Ке ве потсетам за разлика од времето на Социјалдемократскиот сојуз во 2022 година, кога плакавме 111 денари за литро бензин и 108,5 денари за литро дизел. Денеска плаќаме 86 денари за дизел литро и 88 денари за литро бензин. Во услови кога ние државата во економскиот раст одиме нагоре, ќе ве потсетам дека за разлика од нас 7 квартали поред со 3% зголемување на бруто домашниот производ, Социјалдемократскиот сојуз имаше просек од 1,7%. И ќе ве потсетам на уште неколку економски параметри. Ние ги зголемуваме платите во здравството, ги зголемуваме платите во образованието, во културата, во администрацијата, во Генералниот секретаријат на владата, во СОЗАР и во многу други институции. А кога беа Социјалдемократскиот сојуз на власт, инфлацијата го јадеше покачувањето на платата. Ако беше 14% инфлацијата, зголемувањето на платите беа 5%. Така да вака да резимирам и да сумирам, ВМРО ДПМН направи навистина голем чекор со зголемување на економската политика во Македонија. При тоа ве отворени си нови работни места и тоа би сакал да го посочам. Од доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт до денес имаме зголемено 17.000 нови работни места, со што се намали процентот на невработеност околу 11%. По 7 вакви квартали, претпоставувам дека се очекува и да продолжи овој тренд. Апсолутно, сметам дека економската политика која што ја води владата предводена од ВМРО ДПМН носи резултати. Како што напоменав, тоа се гледа, тоа се чувствува и се надам дека и понатаму ќе имаме зголемување како на платите, така и на пензиите за пензионерите. Ето и тоа сакам да го потенцирам, дека пензионерите конечно добија партнер во владата, односно со она нивно зголемување од 7.000 денари на пензиите, конечно пензионерите можат достоинствено да си ги живеат своите пензионерски денови. Од една ваква сериозна, би рекол, љубава вест, предлагам да преминеме малку и на другите теми, на една несериозна која што произлегува можеби од рубриката Верувале или не, ги спомена правејќи споредба СДСМ. Со нив споредбата е таа, но денеска тие, да не речам, брилјира и кажаа нешто многу интересно поврзано со нели случајот со Стефан Богоев и криминалот во царината. Изјавија дека тоа не би се случило, односно Стефан Богоев е всушност жртва на ни помалку, ни повеќе туку на Антонио Кошта. Сега, она што тој го кажал за бугарите било исто со она што го зборуваат СДСМ и заради тоа Стефан Богоев е приведен во превод. Стефан Богоев не би бил, не би имал проблем со наместените тендери, доколку Антонио Кошта не дојдеше во Македонија. Премногу е бурлеска работата, но еве, дали се сложуваш дека да не дојдеше Антонио Кошта, немаше да биде приведен Стефан Богоев, како што вели СДС? Па добро, тоа сепак надлежните институции треба да си го дадат тој одговор, дали би бил или не би бил тој
приведен или било постапка спрема него отворена, но тука суштината е сосема друга, затоа што ние изминативе неколку месеци, би рекол, гледаме како специјалниот бугарски пратеник во Македонија, Венко Филипче, води иста политика на онаа која што ја води премиерот, новиот премиер на Бугарија, господинот Румен Радев. Значи, имате на иста политика, ако едниот вели да направиме уставни измени, утре дента другиот вели ајде да направиме уставни измени. Ако едниот излезе и се слика со лидер на Фондација Македонија, во случајот Виктор Стојанов, како што видовме со господинот Рубин Земун, кој што знаеме што се не изнакажа за великанот Гоце Делчев, гледаме изјава на бугарската министерка Петрова Чамова, која вели вие не преговарате со Бугарија, туку преговарате со Европската унија. Утре дента гледаме слична изјава на претседателот на СДС Венко Филипче, кој што вели Македонија не преговара со Европската унија, не преговара со Бугарија, преговара со Европската унија. Тука би сакал да потенцираме на работа кога Социјалдемократскиот сојуз борува за криминал. Добро е да ги потсетиме и граѓаните, но и во јавноста да потсетиме јавноста дека во извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз моментално има криминалец. Тоа е господинот Филип Андов, викан Сокол, значи повторно ќе кажам, член на извршен одбор на Социјалдемократски сојуз, моментално е во затвор, е осуден за злоупотреба на службена положба и е член на највисокото, најголемото извршно тело на Социјалдемократскиот сојуз. Она што се случува со Стефан Богоев, дете на Зоран Заев, кој го израсна, беше председател на младината во Социјалдемократскиот сојуз, па беше градоначалник на општина Карпош, па беше директор на Царинската управа и еве гледаме што тој правел додека директорувал, односно раководел со таа институција, но еве имаме и денеска уште една вест која прочитав на социјалните мрежи, а тоа е дека еден поранешен градоначалник од Социјалдемократскиот сојуз поднесено е кон него кривична пријава за повторно злоупотреба на службената положба. Ако можам да заклучам, владењето на Социјалдемократскиот сојуз е владење со криминал, владење со афери, владење со скандали и владење со местење на тендери. Ние друго од нив и не можеме да очекуваме. Да, токму така се работи за поранешниот градоначалник од редовите на СДСМ во Свети Николе, кој што лично самиот се си потпишал во тоа што си потпишал за бесправна градба. Не го потпишувале тоа службите, значи надвор од сите протоколи го направил тоа. Но е Валентина, ако веќе Антонио Кошта е виновен за судбата клета, се шегувам дели малку така на Стефан Богоев, дај Боже, презумција на невиност, нели да си помине како што треба, но ако Антонио Кошта е виновен за тоа, кој би бил ако еве не преодицирам ништо, еве го прибедат Заев или Филипче, кој ќе биде фон дер Лајен, Трамп, Мерц, Макрон. Шега е, но нова навистина нема логика. Ова што се случува во македонската опозиција трае 7-8 месеци веќе. Такви некои луцидни наслови, луцидни приказки кои што немаат врска со реалноста. Како го гледаш ова што се случува како човек од спротивниот табор, но еве, јас сум троа постар, 27 години го работам ова, ваков вокабулар, вакво снижување на нивото на политичката комуникација немало никогаш. Имало искрења, никогаш не сме биле перфектни или не било никогаш розово, но вака волку ниско ниво, буквално кажано дно на подрумот, до сега во Македонија немало. На што го темелиш ова? Како го толкуваш ова? Овој говор што го има во последните неколку месеци, јас би рекол еве и година дена можеби, на Социјалдемократскиот сојуз и нивниот центар за комуникации, сметам дека прво да потенцирам дека тој е воден од другарот на Заев, купниот пријател, Зоран Башановиќ. И тој си има некоја одредена политика која што им ја предложил, претпоставувам, на Социјалдемократскиот сојуз и на Венко Филипче, и овие рекле окей, ајде ќе тераме таа политика која што вие сметате дека треба. Да, ви должам пари, па ќе ви вратам на овој начин што ќе ве средам. Ете така, искоче и такви некои муабети, оставаме да се открие тоа што било, како било. Меѓутоа, сметам дека ако ги читате соопштенијата на Социјалдемократскиот сојуз, има мала контрадикторност, особено кога говорат за ВМРО ДПМН. Од Сабајле, ако прочитате соопштение, велат ВМРО ДПМН се бугарофили, а вечерта пред да си легнеме, ВМРО ДПМН се црбофили. И
тука некако тезите им се Дискрепанца има. да, меѓу некако ако нели сме едното не може да бидеме и другото истовремено, меѓутоа политиката која што ја води Социјалдемократскиот сојуз е политика која што штети и на нив, и на Венко Филипче, но штети и на Македонија. Таква понижувачка, таква подчинета политика, наместо вие да ги зацврстите македонските интереси, да ги штитите македонските барања, вие да се ставате на услуга на други држави и да одработувате за нив, сметам дека не носи никого добро. Ќе ве потсетам како се радуваа на победа на сестринска партија на ВМРО ДПМН во Унгарија. Па потоа славеа победа на господинот Румен Радев, ајде тука и очекувано, ќе разберам зошто. Меѓутоа, некои политики кои што Социјалдемократскиот сојуз ги води, апсолутно не соодветствуваат со реалната слика во Македонија. Една од тезите и главните наративи кои што ги тера опозицијата, од време на време тоа и Дуи го кажува, но СДС предничи во тоа, буквално секоја пресконференција е темелена на неколку столба нивни. Еден од столбовите е изолираноста на државата. Еве денеска, вчера видовме нешто што се вика Антонио Кошта, оној кој што е причина за притворањето на Стефан Богоев, но тој беше во Македонија председателот на Европскиот совет. Најде да не ги споменувам сите стратешки договори во меѓувреме и тоа во блиско време што се случија, некои се продлабочија. Меѓутоа тоа е многу важно. Споменавте, извини што те прекинав, Лјупчо спомена, СДС говори дека ние сме блокирани и изолирана држава. Целосно. Не може ние да бидеме блокирани и изолирана држава ако имаме заедничка изјава со Европската унија меѓу првите за надворешната политика, односно за одбраната и безбедноста на Македонија и Европската унија. Не може Македонија да биде блокирана и изолирана држава ако има стратешки договор со членка на Европската унија, Унгарија. Не може Македонија да биде блокирана и изолирана држава ако има стратешко партнерство од пред една недела со Република Хрватска. Имаме стратешко партнерство со Обединетото кралство. Имаме стратешко партнерство со Соединетите Американски држави, една од најголемите светски сили. И да не заборавиме на многу важна работа која што сметам дека јавноста ја заборава, а Социјалдемократскиот сојуз не им одговара, тоа е ратификувањето на договорот со Бугарија за коридорот 8, каде што конечно после многу долги години, декади би рекол, ние конечно ќе имаме нова железнички патна линија поврзана со Бугарија, а тоа се случи токму во владата на ВМРО ДПМН. Значи ако некој не можел толку години да го направи, тоа се случува сега под покровителство, односно под раководењето на председателот Мицкоски со владата на Република Македонија. Значи има некоја разлика. И за крај не може да биде Македонија блокирана и изолирана држава, а да го завршиме постмониторингот со Советот на Европа, каде што таму цврсто и јасно се вели дека Македонија ги исполнува сите демократски капацитети. Зрела демократија, така не нарекува така. Значи не сме изолирана држава. Не сме. Ќе ве потсетам само, изолирана држава бевме во времето на Димитар Ковачевски, ако се сеќавате, тој одеше по состаноци низ Европа и му ја затвара вратата пред да влезе на состанок, така да нека судат граѓаните која партија била или влада изолирана држава. Она што се случува во однос на нивната, да речам, надворешна политика, не туку кон соседите, го спомена и ти тоа, она небулоза наречена референдум за Европската унија, односно референдумот ќе биде за внесување или не на бугарите во македонскиот устав. Партија која што 2004-та одеше со тезата некои прашања не заслужуваат одговор, зборуваме за територијалната поделба која што ја нарекува организација и ја направија силом прилike, но 2018-та не го почитуваа громогласното не на македонскиот народ, на сите граѓани кои што рекоа не на промена на името. Еве сега наеднаш многу се заинтересира. Првим побараа референдум за рудникот во Крива Паланка, потоа побараа референдум сега за однос на бугарите во уставот. Мислам дека тоа дури на бугарите не им текнало да помислат такво нешто дека може да се случи, но еве некој го бара. Како гледаш на оваа инфантилна теза и барање и зошто еве не им давате референдум да се слушне гласот на народот? Зошто сте против референдум? Лјупчо, во статутот на ВМРО ДПМН и во Уставот на Република Македонија едно од главните водилки е она евроатлантска, сега насока кон Европската унија, односно членство во Европската унија, така да сметам дека кога Венко Филипче пред неколку денови излезе и рече ајде да имаме референдум за тоа дали сакаме да бидеме дел од Европската унија. Мене тоа ми изгледаше малку и смешно од една страна, затоа што
не верувам дека некој е против Европската унија во Македонија, а ако некој е против, тоа е токму Социјалдемократскиот сојуз и гледаме дека напорно работат да бидеме надвор од Европската унија. Ние сакаме да бидеме дел од Европската унија, 80% граѓани од македонските граѓани сакаат да бидеме дел од Европската унија, меѓутоа сакаме да бидеме дел од Европската унија достоинствено, со исправена глава, а не како претходно да коленичиме, да водиме подчинети и понижувачки политики. Само 10% од македонските граѓани сметаат дека треба да исполниме уште услови за да бидеме дел од Европската унија, што значи дека 90% од македонскиот народ смета дека уставни измени под диктат на Бугарија не треба да има. Како и зошто не допира тоа до ушите на Венко Филипче? Премногу е чудно, ја сече гранката на која што седи, се вика гласачко тело, неговите гласачи, неговата партија, него сакаат тоа, не се СДС 10% нели од вкупниот како и да е што и да. Но еве зошто тоа не допира до Венко Филипче и до врхушката, ајде да не речам до Заев, до што сепак извршува. Па да, ама тој е ученик на Зоран Заев, него Зоран Заев му е ментор. И тој води политики кои што Зоран Заев ќе му ги каже и он си ги продолжува сега понатаму. Впрочем, тој го донесе да биде председател на Социјалдемократскиот сојуз или како што велам јас му е чувар на фотелјата. Така да сметам дека Венко Филипче мисли, односно Социјалдемократскиот сојуз под негово раководство, мисли дека ќе дојдат на власт ако спроведуваат политики на туѓа држава и туѓи интереси и дека така можеби тие ќе дојдат на власт. Односно, они бараат да ги внесеме ние бугарите во уставот, што велиме ние како ВМРО-ДПМ дека тоа апсолутно не е последното барање на Бугарија. Бугарите го потврдуваат тоа. Апсолутно. И пред некое време имаше едно вирално видео од 2019 година, каде што Румен Радев на конференција во Санкт Петерсбург во Русија пред Владимир Путин говори за тоа дека Гоце Делчев, меѓу другото, дека Гоце Делчев е бугарин и дека основоположниците на словенската писменост биле бугари. На што го погледна Путин вака некако чудно се сеќавам на видеото. Точно, меѓутоа тоа значи дека Бугарија нема да застане со уставните измени. Туку утре ден може да историската комисија, ако не им одговара некаков предлог, да дадат вето на некој од поглавјата понатаму. Што велиме ние, целта на Бугарија не е да внесат 2 до 3 илјади луѓе кои што се чувствуваат како бугари во уставот. Нивната цел е Гоце Делчев, кој што се борел за создавање на македонската држава, да биде независна, суверена. Питу Гули, Јане Сандански, Климент Инаум Охридски, Кирил и Методи, сите тие важни историски фигури за Македонија да бидат бугари, дека македонскиот јазик постои од 1945 година па наваму, дека македонскиот народ постои од 1945 година па наваму. Тоа им се нивните вистински искрени намери кои што ги имаат кон Македонија. А единствен што може тоа и сака да им го дозволи во Македонија доколку дојде на власт, а за среќа нема, е специјалниот бугарски пратеник Венко Филипче. Тоа е точно и бугарите го прогласија 24 мај за ден на бугарската азбука. Јас сум лингвист. Во Бугарија глаголицата не допрела, тоа е писмото на Кирил и Методи, така што, но сепак тие се нивните мистификации кои што ги знае целиот словенски свет и останатите дека тоа не доаѓа од таму, токму оној муавет со Путин го погледна кога кажа доаѓале писменоста од кај нив, но еден од столбовите со кој што се обидуваат да го намалат вашиот, да го дигнат нивниот рейтинг е дека сте катастрофално стоите како влада во однос на евроинтеграциите и ВМРО-ДПМН се најзаслужните за тоа што имало страшен пат во реформската агенда, нешто што постојано се демонтира, но еве зошто толку лошо стоите со реформската агенда, ви одбројуваат, тоа е многу интересно. До пред неколку дена ви одбројуваа за да речат еве го 1 јуни не дојде, не ги исполнија и поправи чинам премиерот беше дека рокот е до крајот на јуни и замолкна, но на следната пресконференција повторно кажа дека сте тапа со реформската агенда. Зошто толку лошо стоите со реформската агенда? Они се познати по броењето, они има бројчаници и става, ако се сеќавате, ироничен сум, така не ги ставија. Математика лошо им оди. Па, мислам дека навистина лошо им оди математиката, да добро оди за граѓаните, тоа се гледа на секое поле. Кога говориме за реформската агенда, мислам дека малку
или е од неукост, или е од незнаење или неинформирање, излегува дека до 1 јуни ние сме кажале дека до 1 јуни, односно до тогаш било рокот за исполнување на реформската агенда, што воопшто не е така. Таа е до 30 јуни, има уште неколку денови потоа за да се формулира тој цел процес. Меѓутоа, ние како Република Македонија во Западен Балкан сме лидери во реформската агенда и тоа не го говори ВМРО-ДПМН, не го говори председателот Мицкост, туку го говори самата Европска унија, односно председателот на на Советот на Европа господинот Кошта, кој што вчера многу јасно кажа: Македонија е лидер во реформите и има значителен напредок во делот на реформите на, пазете, владење на правото и реформа на јавната администрација. Па зошто би велел тој таква некоја информација доколку тоа е спротивно? Но она што денеска го слушнав од председателот на СДС Венко Филипче, тој вели дека ние не сме биле лидери во регионот во делот на реформската агенда и дека Македонија, односно дека Кошта лаже, а он е во право. Како може да биде Венко Филипче во право кога на Македонија 65 милиони евра и се ослободуваат, значи од оние сите фронтранери, ние сме подобри од нив. Тие имаат по 40 на милиони, ние имаме 50% повеќе, 65 милиони евра отворени од реформската агенда. Тоа е заради спроведување на реформите од реформската агенда. Што значи дека повторно лагите на Социјалдемократскиот сојуз се распроснуваат како меор од сапуница, но и пат доаѓа токму од Европската унија, а не од ВМРО-ДПМН или од владата. Паралелно со Бугарија одат и СДС, некако симптоматично ми е сето тоа, не само со вокабуларот што се погодија честопати, како што кажа и ти, мистификацијата е основата на бугарската историја кон Македонија. Значи, постојано лажни, да не речам вести, така се сега наречени, мистификациите се поранешни, лажеа за многу работи, за јазикот, за сето тоа, фатени се во историјата многу пати од странски научници, не од нас, но еве, тука се исто така поклопени со СДС, не престануваат да лажат. Многу интересен момент што се поклопуваат со бугарите со ова. Кошта го кажува ова, Филипче вели друго. 3 месеци користеа старо интервју на Вајц, за да кажат дека сте тапа со реформската агенда. Добија директен демант дека се работи, тогаш беа 2 месеци и нешто од самиот Вајц, дека тоа не е, тоа е старо интервју, стара вест, дека сега сте добри. Претходно, истото се случи со Марта Кос. Таа излезе и даде една изјава која што, да не се лажеме, се однесуваше на Србија, дека некои се однесуваат како тројански коњи, зборувајќи за нивните конекции директни со Кина и со Русија, што ние ги немаме. Може би СДС знае нешто повеќе околу тоа, но добија демант директен дека не сме ние тројанските коњи, не се однесувало за нас. Не се сепна, не се извинија нити за Вајц, не се извинија нити за Марта Кос. Значи, постојано истите формулации ќе ги слушнете, предпоставувам, тој оној copy-paste методот ги мрзи да напишат нешто ново, па повторно сме тапа со реформската агенда, повторно сме тројански коњи, повторно постојано се повторуваат истите лаги, она 100 пати кажана лага станува вистина, не е точно, но еве, се поклопуваат повторно со бугарите во однос на лагата, едните со историјата, другите со современите лаги, кои што исто така нити бугарите се извиниле некогаш, нити ќе се извинат, СДСМ никогаш не се извини за вакво нешто. Многу е лесно кога имате ваква опозиција на Социјалдемократскиот сојуз предводена од специјалниот бугарски пратеник Венко Филипче. Љупчо, ти добро напомена дека се немаат извинето за многу лаги што ги кажа, па јас би сакал само да се надоврзам и да те надополнам во нивните кажани лаги. Ако се сеќавате изминатата година со договорот со Обединетото кралство, каде што многу проекти ќе се реализираат со тој стратешки и економски договор, тие најдоа една вест и ја искористија дека таа вест ќе биде вистина во Македонија, тоа е за некакви наводни мигранти кои што ќе дојдат во Македонија и ќе опустошат државата и така натаму. Па велеа дека ќе дојдат тие мигранти во март, па ќе дошле во април, па во мај, па ќе дошле до година и еве нема мигранти во Македонија и таа е првата лага која што вака јавно испромовира и не им пројде.
Втората лага, ако се сеќавате, беше со агенцијата, платежната агенција за земјоделство, каде што по интервенција на владата беа стопирани оние процеси во делот на ИПАРД програмата. И пак излего они велеа дека се стопирани сите 130 начинам беа милиони евра средства, па Европската унија ќе ни ги избрише тие, па нема да добиваме понатаму повеќе повторно пари за земјоделството. Излего од Европската комисија и рекоа дека тоа не е точно. Еве ги парите, ја завршивте работата како што треба, се изборивте со корупцијата, продолжете понатаму како што треба по вистинскиот пат. Говореа дека ќе има избори минатата оваа година во март, април, мај, па јуни, па ќе имало септември, кај да е. И таа лага им се распрсна како мер од сапуница, па излегува на крај дека нема пари во буџетот, па затоа тоа беше уште лани дека фала стотина милиони, па еве сега годинава нема пари, па има голема криза, не се справуваме како што треба со кризата со цените со бензините. Доаѓа Меѓународен монетарен фонд и вели дека Македонија е една од трите земји која што според бруто домашниот производ добро се справила со кризата, каде што, ќе потсетам, ги намаливме акцизите за дизел и бензините, каде што го намаливме ДДВ-то од 18 на 10% и најважното е дека имавме најефтини горива во регионот апсолутно, а бевме во првите 5 во Европа со најниска цена на горивата. Значи, тоа се тие неколку лаги кои што СДС секојдневно ги кажуваше и еве сега гледате после некој време ги заборавија тие теми, не ги повторуваат, не се извинија како што кажа за тие изнесени лаги и сега последната лага им е најактуелна, тоа е дека уште уставни измени веќе утре дента ќе станеме дел од Европската унија. Добро напомена бите надополнил во делот на врските на Социјалдемократскиот сојуз со руската агенда во Македонија. Апсолутно, ако некој водел руска агенда во Македонија, тој токму Социјалдемократскиот сојуз. Ако се сеќавате, го имавме прорускиот бизнисмен кој потекнува од Украина, кој тогаш во тоа време се сомничеше, а сега веќе е осуден на 10 години затвор. Тој е Александар Онишченко, кој што е злоупотребил службената положба во Украина и перел пари. Која држава од цела Европа и цел свет му дае државенство? Тоа е Македонија под раководство на Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев. Ако се сеќавате, имаше голем број на шпекулации, односно сомненија за местење на тендери на марковски компани во АДСМ, каде што ако тој земал 70 на тендери во таа институција, ако има вкупно толку тендери, 60 да речеме беа само за АДСМ. Почесен конзул на Белорусија, односно проруски ориентиран, токму во времето на Социјалдемократскиот сојуз на Зоран Заев и потоа Димитар Ковачевски. И да не го заборавиме Миодраг Давидовиќ Дака, црногорскиот бизнисмен кој има големи кој е многу поврзан со Русија и со Владимир Путин, кој што слушавме на едно видео на социјалните мрежи, како тој вели дека дал 300.000 евра на Зоран Заев за да му помогне за референдумот, а потоа дал 2 милиони евра за да му се овозможи ДУП за да изгради над 2000 стамбени единици во Тетово, а тие 2000 стамбени единици потоа ќе вредат 200 милиони евра кога ќе ги продадете како целина. За среќа, ВМРО ДПМН и советничката група во тоа време успешно го запре овој процес и таму не никнаа 2000 стамбени единици на Миодраг Давидовиќ Дака, близок соработник на Зоран Заев. Така да кога говорат за руската агенда, треба да си го видат својот двор и што тие правеа со овие проруски бизнисмени во минатото, а не да говорат или да обвинуваат некој друг прави такво нешто. Така да убаво кажа, ако они мислат дека ако 100 пати кажат една иста лага, таа некако ќе стане вистина, апсолутно тоа не е точно. Според нив има голем ефект ова што го прават, односно овие лаги за кои што сите знаат дека се лаги, врапчињата во Македонија знаат дека и се навикнуваат на нешто, знаеш, после волк приказката и да кажат нешто и вистина никој не им верува веќе, но успеале, како што велат тие барем, не знам каде им е математиката, рековме дека се лоши во математика, сте изгубиле 150.000 гласови, како што тврдат тие, во текот на овие месеци, година, дена,
Претпоставувам, знаеш дека е така, бидејќи 150.000 гласови не може да не почувствувате дека сте ги изгубиле, туку едно друго нешто ми е дилема. Дали тоа значи дека СДС добиле 150.000 гласови повеќе сега имаат на контото или не? Бидејќи има, знаеме колку минатите последни избори, велат дека ќе имаат уште помалку на оние што ќе следуваат кога и да се, но според нивната весела ли е, тажна ли е математика, имаат 150.000 гласови сега повеќе или не? Па не знам, јас и претходно кажав, малку математиката изгледа не е моди како што треба добро. Јас извадив една статистика тука што сметам дека она што говорат апсолутно не е вистина. А тоа е ако направиме бидејќи тие говорат дека сме изгубиле 150.000 гласови, тие гледат парламентарни и локални избори, што апсолутно во бројки е многу поразлична структура, бидејќи обично апсолутно така, на парламентарни избори е секогаш поголема излезеноста, на локални избори е во глобала малку пониска. Па се извадив една математика каде што, ако се сеќавате, 2017 година имало излезеност од околу 60%, односно близу 1.100.000 жители, граѓани излегле да гласаат. Тогаш ВМРО имало освоено 335.000 гласови, односно 31% од бројот на гласови, а Социјалдемократскиот сојуз имаат 415.000, односно 38,5%, она е кога победија во најголем дел на општините. 2021 година има излезеност од 933.000 граѓани, односно околу 160.000 помалку, односно 51% има излезеност. ВМРО ДПМН има 320.000 гласови, односно зголемување од 4%, 35,15 број на гласови, а Социјалдемократскиот сојуз има 266.000 или 29%. 2025 година има излезеност од 48,29%, ВМРО ДПМН освојува 36% од гласовите, Социјалдемократскиот сојуз освојува 15%. Тука се гледа разликата, бидејќи има разлика парламентарни и локални избори. Кога говориме за тоа дека Социјалдемократскиот сојуз не моди математиката, они не знам кои анкети ги гледаат, веројатно оние кои што таму Венко Филипче си ги прави сам, претпоставувам, на извршен одбор, и ако гласаат од 20 луѓе колку се во тој одбор и валја 20 гласаат за него, па претпоставувам така е сигурен дека ќе победи Социјалдемократскиот сојуз на следните избори. Имаше една анкета пред некој месец каде што ВМРО ДПМН има 24% од гласовите, додека Христијан Мицкоски е лидер со 25,2% од гласовите. Мала споредба, Социјалдемократскиот сојуз има 4,9%, што е за 5 пати помалку од ВМРО ДПМН, а Филипче како лидер е 5ти во Македонија со 3,6% или од прилика 8 пати помалку од Христијан Мицкоски. Па ако тие веруваат дека со овие бројки ќе победат на следните избори, неки ме со среќа. Има од време на време и кај нив велат дека се како рогови во вреќа во моментов од секогаш и биле, но така како мешање, од време на време ќе излезе некој од старите членови, па тие ќе го исклучат дали тоа бил Шилегов, нели, или Деспотовски, или кој да е. Деновиве, мислам дека поентата беше да излезе и да каже нешто во нивна корист, ама се појави еден поранешен председател, кој што исто така кажа многу, да не речам, глупости и за Гоце Делчев и за се, одговараше на ова клапа и состав на врхушката на СДС многу, според нели тоа што го правеше, но тој наместо да направи добро за нив, како што очекуваа сите, очекуваа пенали, нели. Тој кажа многу работи кои што излегува дека, нели, ја прикажаа вистинската состојба во СДС и тогаш и сега. Призна дека тогашното раководство со Заев сакале да го ослабат ВМРО ДПМН преку враќањето на Груевски. Кажа и други работи дека, нели, имало непристојна понуда до ВМРО ДПМН да ги изгласате бугарите во устав, а при тоа следниот ден се распишуваат предвремени избори, а СДС знае дека губи, што ми нема никаква логика, зошто вие би се нафатиле на такво нешто кога знаете дека тие губат, но приказката е многу уште поедноставна со тоа што тој е одбиено и никогаш не е дојдено, нели, на сцена, така што човекот се отвори многу и кажа
како функционирале СДС, Геомети Боки 13 да го слушав искрено, но тој кажуваше многу работи. Што се случувало, сега излезе Пендаровски и кажа многу работи кои што повторно се еден вид на демистификација на она што го прават СДС со години, со децени. Тоа е само потврда на онаа матрица која што владе во Социјалдемократскиот сојуз, а тоа е да одат да работат од 91 навака на уништување на македонскиот народ и на македонската држава, идентитет, историја, култура, јазик и така натаму. Знаеме какви отстапки имаат направено претходно, да не ги повторувам. Меѓутоа има една многу важна поента овде, а тие напомена, таа е дека имало непристојна понуда, и ако ние го кажавме тоа, никој можеби од Социјалдемократскиот сојуз нема да веруваше, меѓутоа еве потврда за тие наши конзистентни ставови со тоа какви притисоци, уцени, закани се сочуваше ВМРО-ДПМН изминатиот период, но благодарение на одличната политика на председателот Христијан Мицкоски, ВМРО-ДПМН е партија најорганизирана, најголема, најспремна и води држава како со доверба од граѓаните како никогаш досега. Поранешниот председател на Република Македонија господин Пендаровски спомена дека премиерот Заев, тогашен, дал понуда да се направат уставните измени, односно се внесат бугарите во устав, а за возврат ќе даде предвремени избори, каде што секако ВМРО-ДПМН ќе победеле на тие избори. Меѓутоа, многу е клучно што тој тука не кажа дека тоа се случило. Тоа го тргна. Тоа не го спомена. Но граѓаните, народот, сите увидува дека во Македонија предвремени избори од 2017-та, 16-та, извинете, до денеска нема. Што се потврдува дека таа дрска и непристојна понуда од Зоран Заев за внесување на уставните измени, за внесување на бугарите во уставот, односно правење на уставните измени, а ВМРО за возврат да добие предвремени избори, не се случило. Тука е таа конзистентност и став на ВМРО-ДПМН дека не се само бугарите во устав. Дека тука проблемот е малку подлабок. Меѓутоа, тоа е таа матрица, како што кажав, на Социјалдемократскиот сојуз. Да напоменам дека имаше уште еден скандал кој што го спомена поранешниот председател Пендаровски во свој интервју на национална телевизија. Тој вели дека кога имале состанок со државниот врв на кој присуствувале и амбасадори на други држави, вели имало еден вработен во неговиот кабинет кој што присуствувал таму и во собата за преведување снимал аудио од својот телефон. Па вие таква работа да признаете, тоа е невиден скандал, што значи кој знае што друго се случувало, а јавноста не го знае таму во тие кругови. Така да сметам дека политиката која што ја води Социјалдемократскиот сојуз, еве може да ја видим и преку излегувањето на поранешниот председател Пендаровски, како водат политика која што е на штета на македонските интереси. А како ние сме конзистентни и водиме политика на бранење на македонскиот идентитет, односно да не ја веднеме кичмата и да не коленичиме и да не ги прифаќаме сите услови кои што некои други држави ги имаат кон нас. Пендаровски призна едно нешто друго, повеќе работи призна, меѓу другото дека го откри она повторно, ќе речеме, на демистификација, разоткривање на она што го знаевме сите, дека СДС, нивната влада не работеше сама, туку работеше по странски диктат. Кажа дека државниот врв со амбасадорите решавале за бугарите во уставот. Мислам, појасно признание, да го кажа тоа дека ова бил неуспешен пазар на оној пазарџијата од Горње Милановац, кој што таму имаше трета прва љубов, но каже уште една исто интересна работа која што е повторно во стилот на Шилегов и на Деспотовски, на останатите Куновска и кои што го ремперат Филипче секојдневно. Тој кажа дека му рекол да не оди со резолуцијата за црвените линии, односно за бугарите во устав, и дека го искарал, буквално кажано околу тоа, но дека Филипче не прифатил. Еве, каков и да е, таков е, нели? Значи, дури еден Пендаровски сватил затоа што убаво објаснува политики кои што не ти носат, нели, ќари се против пред избори таква работа дека е катастрофа. Сите го знае исто така, пак ќе кажам и врапчињата, само Венко Филипче и ден денес не го знае тоа, еве Пендаровски му го насочил, посочил и токму тоа, нели?
Јас само ќе потсетам дека на предлог на ВМРО ДПМН беа изгласани црвени линии, односно резолуција за црвени линии, во која што ние како Република Македонија, како држава, нема да преговараме во делот на идентитетот, јазикот, културата и историјата, која што за само некој месец, чинам, тие ја прегазија со оној договор за добрососедство со Бугарија, во кој што треба да вметнеме бугари во уставот. Само ќе ве потсетам дека таа резолуција која што Социјалдемократскиот сојуз ја промовираше една недела пред локалните избори, никогаш не стигна до собранието. Така да, ете, толку е сериозноста и компетентноста на Социјалдемократскиот сојуз, кој што излагаат денеска со една тема, утре одат на друга тема, па Винко Филипче како портпарол на партија, не како председател на партија, секојдневно излегува на пресконференции и секој ден вели дека треба да направиме уставни измени. Па јас бугарите толку ги немам слушнато да говорат дека треба да се направат уставни измени, а Венко Филипче секој ден на пресконференција вели ајде да ги направиме, да ги вметнеме бугарите во устав. На вистина сметам дека водат политика која што не им оди на добро. Тој и Пендаровски го кажа дека водат политика која што не им носи гласови. Граѓаните ги имаат прочитано, граѓаните знаат дека во изминативе 35 години ВМРО ДПМН е единствената партија која што се грижи за Македонија, за идентитетот, за јазикот, културата. Социјалдемократскиот сојуз го промени два пати името, го промени знамето, ги менуваше банкнотите, го менуваше уставот. Па што уште треба да направи Социјалдемократскиот сојуз за да биде поголема предамничка партија? Јас стварно не разберам. Имаме уште теми, ќе зборуваме за тоа што се крие за сето ово однесување општо на опозицијата. Тука е и Дуи која што ги дигна студентите заради нешто кое што не треба да го направи. Имаме уште теми за отворање. Со нас е Валентин Манасиевски, се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е портпаролот на ВМРО ДПМН Валентин Манасиевски. Зборувавме за она што се случува во Македонија и една појава која што за граѓаните представува буквално насушно нешто како лепче што им треба, што се вели и се очекува, но не може да дојде поради многу други фактори, во основа поделбата на власта која што не се почитуваше во минатото. Сите знаеме како Заев действуваше околу сето тоа распупеното судство. Па остана една навика кај граѓаните дека извршната власт и законодавната треба да бидат оние кои што треба да го прават и натаму тоа што го правеше некој предходно. Зборувам повторно за Заев и неговата екипа. И сега се очекуваат работи да се случуваат во правосудството кои што не се случуваат не благодарение на вас, туку на таа застојана, нели, работа таму. Да, сега имаме нов државен јавен обвинител, републички, но целата таа структура е дел од она старото што се случуваше, но дали ова со Стефан Богоев меѓу другото и се е најава дека конечно почнува да се случува она што го очекува македонскиот народ. Љупче напомена многу добра теза, а тоа е дека граѓаните беа навикнати дека која е извршната власт, нејзини луѓе, блиски соработници ќе бидат дел во правосудните органи. Тука морам да потенцирам дека извршната власт си е едно, правосудните органи си е друго. Тоа што во времето на Социјалдемократскиот сојуз и во времето на Зоран Заев и извршната власт и правосудните органи беа едно исто, тоа не треба да биде случај и денеска, и како што потврдуваме дека не е случај и денеска. Ќе потсетам македонската јавност дека од кога ВМРО ДПМН дојде на власт, државен јавен обвинител до декември минатата година беше Љупчо Коцевски, односно државен јавен обвинител кој што беше избран од минатото мнозинство владино, што потврдува дека ВМРО ДПМН дава шанса на оние кои што сепак ги штитеа одредени поединци од Социјалдемократскиот сојуз и Демократската унија за интеграции, да си ја завршат својата работа. Меѓутоа, кога имаме сомненија дека над 40 предмети биле чувани во фиоки кај Љупчо Коцевски и не се работело по нив, навистина имаме големо сомнение за тоа дека поранешниот државен јавен обвинител апсолутно ги штител и не отварал истраги кон одредени поранешни функционери на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. Патем да ве потсетам дека во времето на Зоран Заев
имаме сведоштва на поранишни обвинители и судии кои што велат дека Зоран Заев, поранишната министерка за одбрана Радмила Шекеринска, лица блиски во кабинетот на Оливер Спасовски доаѓале во тогашното специјално јавно обвинителство на Катица Јанева и на Гаврил Бубевски и на Ленче Ристовски им велеле овие предмети ќе ги работите, овие луѓе ќе ги гоните, а овие ќе ги тргнете од случајот. И сега како можеме да го говориме дека сега е партизирано судството, кога во тоа време имаме докази дека судиите, обвинителите биле под насоки на Зоран Заев. Поранишниот судија Катевеновски говореше дека во еден случај со поранишна министерка за внатрешни работи Гордана Енкуловска, дека тој случај бил чист и немало потреба за работа, меѓутоа утредента било свикан судски совет и тој веќе бил разрешен од функцијата, чинам беше претседател на Врховниот суд во тоа време. Зошто? Затоа што не досудил или не пресудил како што Социјалдемократскиот сојуз, тогашната власт предводена од Зоран Заев, кажувала дека треба. Така да сметам дека е дадено можност на обвинителството, пак овие луѓе се малкумина од она голема бројка на честни обвинители и судии кои што не можат да дојдат до израз токму од овие кои што апсолутно кои што го штитат дворот на Социјалдемократскиот сојуз и на Демократската унија за интеграција. Веројатно можеби ќе го одговора можеби следното твое прашање, не знам дали тоа ти беше во да ме прашаш за случајот за мазут. Така, бидејќи е најголемиот скандал, 167 милиони канцероген. Апсолутно, значи имаме случај каде што Државниот завод за ревизија вели дека во документ вели дека има недостиг на мазут, дека мазутот не бил како што треба користен, односно не бил според оние нивни мерки, каде што велиме дека целата македонска јавност преку истражувачки новинари, преку портали, преку самите медиуми дознава дека има некаков екоцид, односно труење врз народот. И сега само она дуо, коалиција на Коларевик, обвинителката и Ислама Бази, велат дека нема, а само пред една година бараат притвор за оние четворица од колку беа од 13 на осомничени, од страв да не побегнат или да не влијаат врз сведоци. Па доколку вие барате притвор, ако имате сомнение дека ќе избегаат, а ги сомничите за кривично дело историски највисоко од 167 милиони евра, вие за една година по тоа велите дека ова работа е завршена и никој не е виновен. Затоа има 2% доверба, затоа што тие луѓе кои што ги штитат СДС и ДУИ, односно поранешните функционери, се таму каде што се, а оние честните не може да дојдат до израз од нив. Не знам, можеби јас не сум во тек, можеби ти знаеш, Ковачевски, Васко, оној поетот на Заев, се врати во Македонија или не? Не се врати. А зошто е тој се уште во бегство, Валентин, кога еве вела дека не бил виновен? Зошто да. не се врати човекот? Може ќе напише уште некоја песна овој пат за Филипче, како и да. Мислам, ова е поиндикативно од ова, нема. Човекот кој што е во бегство, се уште е во бегство затоа што така сонил дека нема никакви докази и не правеле ништо. Никој не бега од правдата ако е чист. Само би сакал да надополнам во конкретниот случаите за оние обвинители Коларевик и Абази, да не забораваме дека Ислам Абази е родом од Зајас, комшија на претседателот на Демократската унија за интеграција Ели Ахмети. Обвинителката Коларевик, нејзиниот татко, бил избран за државен народен правобранител 98-та година од СДС. 2004 година за уставен судија била избрана нејзината мајка, токму од СДС. Многу случајности, така? Па многу случајности, ете, ајде да оставиме дека се тие случајности, меѓутоа сметам дека правдата во Македонија ќе дојде токму кога овие корумпирани суди обвинители, мал број, што се блиски и ги штитат Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, ќе завршат со својата работа, тогаш мислам дека ние ќе имаме правда во Македонија. Се додека тие се таму ќе ги штитат овие. Случајноста ја нарекуваат како момент кога не ја гледате раката која што ги движи марионетите на сцената. За жал во Македонија одамна се гледа, знаеме и чија е раката и се, но
уште една посимптоматична работа, ова агресивност, луцидност, инфантилност на СДС во пресовите со она катастрофалниот политички вокабулар со клевети, навреди, лаги, измами, манипулации, трае од моментот кога најавивте дека ќе се промени Лјупчо Коцевски. Ништо не е случајно, но мислам нивната видливост ги има толку зашто знаат дека ќе ги нема не само на функциите, туку дел од нив си знаат што правеле како и да е во минатото. Мислам дека сето ова што се случуваше неколку месеци не случајно се подудара, паралелно е со промената, буквално како еден рез беше. Тој најавено е дека се менува пред да се промени почната СДС агресија во однос на настапите, на секојдневните 10 соопштенија, 500 преса, 6 пати Филипче се појавува со бајати вести и такво нешто во Македонија не се случило 27 години го работам ова, да излезе лидер на партија, на опозиција, па и на власт, на што и да држи пресконференции со вести од вчера, завчера и превчера. Така што ништо не е случајно, нели? Апсолутно не е случајно, како што напоменав, тие и толку цврсто се бореа за Лјупчо Коцевски да остане, велеа дека не ни гласа за негова промена, него поддржа изборот на новиот државен јавен обвинител, за да си дозволија тука да играат малку со тој дел, да речат еве утре ден ако нешто не е по нивна мера, бидејќи тие се навикнати да имаат судски постапки во нивна корист, тие како што сметаат, така ги има научено Зоран Заев, и не мислат дека тоа така треба да биде за секогаш, а јасна дистинкција треба да се направи помеѓу судството и извршната власт. Сметам дека сега во следниот период треба да се даде шанси на новиот државен јавен обвинител да се земе работата во своји раце, бидејќи сметам дека изминативе 2 години Лјупчо Коцевски ги штитеше, ги чуваше оние предмети за поранешни функционери на Социјалдемократскиот сојуз, сметам дека тие прашина веќе имаат фатено. Мислам дека треба да се отворат и да се видат. Можеби се невини за голем дел од случаите, ама тоа треба да се види според по обвинителско истражување. Така да работата е нивна, ние сме тука само од страна, така да мора да знае народот дека обвинителството и судството се посебна власт. Ова многу сакам да го потенцирам затоа што граѓаните мислат дека некој го контролира судството и обвинителството. Јасна дистинкција помеѓу извршната власт, партиите и судството и обвинителството. Порано беше така во времето на Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев, сега апсолутно се прави јасна разлика. Но не е преоптимистички да се очекува дека правдата конечно ќе дојде и дека ќе се освестат дел од нив, дели можеби ќе се тргнат. Зборуваме за самата фела, за новиот државен јавен обвинител кој што тек треба да покаже резултати. Не е оптимистички премногу да се очекува дека ќе го добие народот она што го очекува така желно. Ба ние и како народ секогаш велиме наде што после не умира, мораме да се надеваме, мораме да работиме на тоа. Меѓутоа гледаме разлика од порано. Ако порано беа штитени, се сеќавате дека ни имавме врховен судија кој што беше осомничен, приведен, имаме судија кој што му беа најдени 350.000 евра во зид. Така да после долго време гледаме дека овие работи не се како порано. Се прави разлика и сметам дека граѓаните конечно ќе ја добијат правдата, иако можеби доцни, иако граѓаните со право велат дека тоа треба што побрзо да биде, сметам дека ќе дојде тој ден кога оние кои што треба да бидат изнесени пред лицето на правдата ќе одговараат. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам на поканата, поздрав до вашите гледачи и се гледаме во следна прилика. Ти благодарам, ми беше чест и се надевам не беше страшно, а сефте во. Апсолутно да, така благодарам. Да се множат гостувањата. Ти благодарам, благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави, имајќи предвид се што се случува околу нас, чувајте се многу.